Драги гледачи, добро дојдовте во најновото издание на емисијата Инфорегион. Денеска наш гостин е градоначалникот на општина Македонски Брод, господин Оџарко Ристевски. Господин Ристевски, добро дојдовте во студиото на Инфокомпас. Добре ве најдов, ви благодарам на поканата и чест и задоволство што денес сум заедно со вас во ова студио. И нас ни е чест што сте наш гостин во ова интервју. Сакам да поразговараме за повеќе теми, се надевам во зависност од времето да отвориме што е можно повеќе прашања, проблеми, но и идни инвестиции кои што ја очекуваат општина Македонски Брод. Ајде да започнеме со тоа кои капитални проекти се реализираа досега во општината со оглед на тоа дека веќе поминува петтиот месец од вашиот втор мандат. Па токму така, веќе завлегуваме во петтиот месец од мојот втор мандат од како ја менаџирам општина Македонски Брод. Ние во текот на 2025 година започнавме низа капитални проекти и тие капитални проекти продолжија во текот на 2026 година. Така да работиме на неколку полина, веќе при крај во завршна фаза водоводен систем во село Сланско со алтернативно снабдување во иднина и за Македонски Брод, кој проект е веќе доведен при крај. Исто така работиме на уште еден капитален проект, потполно нов водоводен систем во селото Црешнево. Но меѓутоа работиме и на инфраструктурни проекти во делот на патната инфраструктура. Активно се работи на патот од село Бенче кон Самоков. Исто така се работи на патот крак до село Звечан и се работи на крак до село Сушица, односно Томино село. Всушност тоа се капитални проекти кои ги започнавме крајот на 2025 година, сега ги продолжуваме и негде во вредност од околу над 1,5 милион евра се директно вбризгани од унгарската кредитна линија во општина Македонски Брод. Но не застануваме тука, активно се работи на водоводен систем во викенд населбата Близанско. Исто така активно се работат неколку инфраструктурни проекти во општина Македонски Брод во однос на изградба на пешачки патеки, така да работиме на сите фронтови. Се надевам дека во 2026 година ќе продолжиме со исто, но меѓутоа можеби со појако темпо во однос на вложувањето во инфраструктурата во Македонски Брод. Кои проекти ви се планирани оваа година и во периодот што следува? Па во текот на оваа година планирани се следниве проекти. Сакаме да изработиме пешачка патека до верскиот објект, така наречен Тулбе, така да тоа ни е атрактивна туристичка дестинација во Македонски Брод за развој на руралниот туризам. Исто така сакаме да сработиме пешачка патека по обиколницата, каде што всушност ќе овозможиме на нашите сограѓани да можат во попладневните часови или во слободното време да се рекреираат, но меѓутоа ќе работиме и на инфраструктурни проекти во делот на патната инфраструктура. Сакаме да го поврзиме селото Горно Зркле со Самоков, исто така патна инфраструктура во село Долно Зркле. Во населеното место Самоков веќе аплициравме и се надевам дека оваа година ќе го завршиме атмосферскиот канал во населбата Сувенир Самоков. Имаме аплицирано и на низа инфраструктурни проекти во однос на повиците кои ги распишуваат соодветни министерства или владата на Република Македонија, така да тој проект во однос на пристапната патека до Тулбето би го аплициравме преку југозападниот плански регион. Но исто така имаме аплицирани проекти во животна средина. Сакаме конечно да направиме проект за реконструкција и целосна ревитализација на прочистителната станица во Самоков во населбата Сувенир. Затоа што ако сакаме да го развиваме руралниот туризам, мора да се грижиме за заштита на животната средина. Токму така спомнавте многу населени места. За оние гледачи кои што не се запознати, би потенцирал дека општина Македонски Брод е општина со можеби најголема територија во Република Македонија. Населението е распространето во повеќе населени места, над 50-тина, не само во градот Македонски Брод, и токму затоа сите тие заслужуваат да имаат квалитетен начин на живот, а тоа се добива преку реализација токму на ваквите проекти. Но она што би сакал да го потенцираме е еден навистина несекојдневен проблем кој што го имате вие како општина. Потекнува уште од времето на поранешна Југославија, а тоа е дека е предвидено со просторниот план во Југославија од 1974 година изградба на ново вештачко езеро продолжение на сегашното Козјак, кое што се нарекува Калуѓерица,
никогаш не се изградило, но поради неговата ставеност на хартија, поставеност на хартија, вие како општина сте во неможност да градите, односно не можете да издавате градежни дозволи во целиот тек на езерото, кое што почнува од Козјак, а завршува се до периферијата на Македонски Брод. Токму така, како што споменавте, општина Македонски Брод е една од поголемите општини, 889 км квадратни, со 51 населено место и градот Македонски Брод како административен центар. Но браната Калуџерица, која е со водостопанска дозвола од 1974 година, наместо да биде двигател на економскиот развој на општина Македонски Брод и поречието, ние имаме обратен процес, токму таа брана го запира целокупниот економски развој на општина Македонски Брод и на поречието. Таа брана е замислена да се изгради некој си цевковод, кој цевковод најверојатно според последните информации што ги имав би служел и за наводнување и за вода на пиење, доколку би се флаширала би одела до самото пристаниште и од пристаништа да се флашираат за арапските земји, но меѓутоа тоа било некоја идеја во далечната 1974 година. До пристаништето во Солун зборувам. Во Солун, да. Сега имаме огромен проблем. Општина Македонски Брод не може да урбанизира покрај реката Треска ниту еден објект. Дали станува збор за изградба на деловни објекти, гостителски објекти, земјоделски објекти и слично, што на некој начин директно ни го забавува економскиот развој на нашата општина. Претходната година се отворни просторниот план на Република Македонија и ние како општина реагиравме поагресивно до сите институции, каде што поднесовме и барање до Агенцијата за просторно планирање да се избрише оваа брана или па на крајот на денот барем да се намали котата за да може да се дозволи градба. Се уште просторниот план на Република Македонија донесен не е, се надеваме дека на крајот на денот ќе се ослободи оваа територија за да може општината несомнено да оди напред и економски да се развива. Дури работиме на други варијанти. Имаме инвеститори кои би се заинтересирани да градат и да потпишат изјава дека доколку се гради браната, дека нема да барат никаква оштета од државата, доколку се потопи нивниот објект. Работиме паралелно на двете варијанти, се надеваме дека конечно Македонски Брод ќе може да се економски да се развива во правилна и вистинска насока. Зошто институциите на државата со години не сакаат да избришат оваа брана, а незината изградба е навистина нереална во овој момент? Па токму така, но меѓутоа има повеќе причини. Може би во некој период локалните власти низ годините наназад од Македонски Брод не биле толку гласни. Може ли мислеле дека не им представува голем проблем? Така да тој проблем го оставаре на маргините, не се завајчале да го решат бидејќи мислеле дека е комплексен проблем, но ние не отстапуваме и навистина сакаме да го решиме овој проблем затоа што искрено сакаме да се развива економска општина Македонски Брод, а има начини како да се реши проблемот. Секако дека за некој проблем треба повеќе време и енергија да се реши, за некој помалку време и енергија. Ние ќе вложиме и доволно време и енергија и ќе бидеме гласни за да може да го решиме овој проблем. Иначе за тие што не се запознати да потенцираме дека доколку да претпоставиме би се изградила таа брана, буквално целото поречие би било под вода, по течението на реката Треска, десетина села би биле под вода, најзначајните пештери во Македонија почнувајќи од Пешна, Слатино и така натаму, така да штетата навистина би била огромна, но и инвестициите, затоа што е потребно потоа да се изгради целокупна нова патна инфраструктура и селата да се качат над висината на езерото. Па да, тие села треба да се качат неколку села над котата на самото езеро, другите села ќе немаат пристапен пат, регионалниот пат од Македонски Брод према Скопје би бил целосно потопен, така да станува збор за многу голема инвестиција, а исто така според нашите анализи тоа езеро моментално го нема во програмите на државата за производство на електрична енергија во тој дел, затоа што сега има и помали хидроцентрали, има и други начини како може да се произведе самата електрична енергија во тој дел. А како што споменавте, Горнослатинска, Долнослатинска пештера се прогласени за споменици на природата. Исто така тука е пештерата Пешна со најголем отвор на Балканот, која е атрактивна туристичка дестинација, така да сите трие би требало да бидат под вода.
Кога сме кај инфраструктурата, тука едно прашање кое што исто така горливо за граѓаните на општина Македонски Брод е патот Брод Скопје, кој што поминува на територијата на Јасен. Има одредена сатница во текот на денот кога може да се поминува по овој пат, но сепак тоа не е трајното решение кое што го бараат жителите. Па токму така еден од горливите проблеми за општина Македонски Брод покрај браната Калуѓерица представува и проблем кој со децени се провлекува патот Македонски Брод Скопје. Сега ние успеавме, имаме добра соработка со јавното предпријатие Јасен. Успеавме да се зголемат термините во однос на фреквенцијата од Македонски Брод према Скопје и обратно. Сега правиме напори барем да успееме со помош на владата на Република Македонија, барем делот од кај што од општина Сопиште каде што се влегува во Јасен, барем тој дел да успееме да го прошириме и да се прошири делот од мостот Белица до мостот Бризанско, така да би било побезбедно за патување. И ако успееме да извршиме ревитализација на само постоечкиот пат низ Јасен, тогаш би зголемиле безбедноста во прва фаза и би овозможиле побрзо да се движат возилата низ Јасен, затоа што ќе биде побезбеден и поопремен патот. Сме на добар пат, се надеваме дека на крај ќе го добиеме, ќе дојде светлото на денот овој пат да биде ставен во функција, баре до определено ниво колку што е потребен во моментов, а во иднина да станува збор да работиме на полето за целосно ставање во функција. И неку да подсетиме дека заштитеното подрачје Јасен е природен резерват, заштитен со закон, но освен природен резерват, тој представува и одреден воен комплекс на државата и токму поради сите овие склоп на околности патот не е изграден со децении, но да се надеваме дека ќе се најде некакво алтернативно решение кое што ќе помогне во подобро функционирање на целото поречие, затоа што мислам дека Скопје од тука е оддалечено само 40 на километри, а сега треба повеќе од 200 да поминат жителите доколку сакаат да стигнат до главниот град. Да, за да се пробие целосно тој пат, како што споменавте, треба да се направат измена покрај што треба да се обезбедат средства, треба да се направи измена на неколку закони, тука е закон за одбрана, МВР и многу закони за да може да се стави целосно во функција тој пат низ националниот парк Јасен, но меѓутоа наша идеја да најдеме соодветно алтернативно решение да би можеле да го ставиме во функција. Кога сме кај патната инфраструктура, кои други патишта уште нешто да се подсетат име се планираат да се градат во општината, како што кажавме 51 населено место, не е мала територија и многу граѓани кои што треба да бидат задоволени. Токму така, општина Македонски Брод не е мала територија, но за жал имаме мал број на жители, но меѓутоа сепак дали во селото има 10 или 100 жители, треба да се обезбеди водоводни системи, патна инфраструктура, улично осветлување и така натаму. Ние правиме ревитализација на водоводните системи кои што се изградени пред 50 години, така како и ланската и оваа година сакаме да обезбедиме дополнителни резервоари во неколку населени места за да може да го зголемиме квалитетот и количината на вода. Исто така сакаме да го завршиме патот према Зркле, како што ви реков, но меѓутоа ни остануваат патот целосно несработен према Рамне и патот према Ботуше. Планираме исто така да инвестираме во локални улици во градската средина, затоа што имаме улички кои се изградени пред 30-40 години, кои не се безбедни и се не само за сообраќај, туку и за самите пешаци. Еве сега ја завршуваме, се надеваме дека пред Великден ќе го завршиме кракот на улица Јане Сандански. Сите улици што се градат во градот се градат со вертикална, хоризонтална сигнализација, исто така пешачки патеки. Ние во Македонски Брод не сакаме да градиме само улици, туку сакаме да градиме безбедни улици, што е доста значајно во тој дел. Економијата е главниот двигател за развој и за живот на една општина. Доколку нема економија, нормално ќе имаме иселување. Што се планира на овој план во општина Македонски Брод и која е програмата да се задржат младите да не заминат надвор од населеното место? Секако дека за да се задржат младите, прво треба да обезбедиме соодветни услови за живот, а исто така да обезбедиме и вработување, за да можат младите да останат на територијата на нашата општина. Инфраструктурно на добар пат сме, се реализираат многу инфраструктурни проекти во самиот град и како што спомена во останатите населени места.
но во преговори сме со инвеститори за отворање на соодветни стопански капацитети во општина Македонски Брод. Се уште преговараме и се надевам дека за брзо време, еве и официјално во вашата емисија би најавиле некој директен инвеститор кој би инвестирал во нашата општина за отворање на производствен капацитет. Многу сме внимателни, сакаме да се инвестират во делот на нискозагадувачка индустрија заради заштита на животната средина, бидејќи општина Македонски Брод е една од најеколошките општини и не сакаме да се инвестират во делот на загадувачка индустрија, што би го довеле во прашање и здравието на нашето население. Сакаме да се инвестират во делот на нискозагадувачка индустрија, производствени капацитети за шумско овоќе, преработка на печурки, исто така како што споменав, се уште преговараме за костенот и за медот, за производство, за отворање на мини погони. Се надевам дека во блиски дни на официјално ќе го објавиме и тој проект. Освен земјоделието кое што го спомнавте, во еден од најчистите, најеколошки краеви, поречието е атрактивно и со својата природна убавина која што има. А како една гранка за привлекување на посетители во Македонски Брод се адутите кои што ги поседувате. Пештерите, големиот број фестивали кои што ги организирате, како што кажавте, Костенијадата. Тука се великденските кули кои што не очекуваат за 10 денови за вториот ден од Великден. Навистина е на уникатна манифестација која што ја нема никаде во Македонија и еве сите оние гледачи кои што не гледаат би ги поканил јавно да присуствуваат на вториот ден на Великден во Македонски Брод и да видат како изгледа едно навистина најуникатно одбележување на овој голем верски празник кај нас. Точно така, ние паралелно покрај инвестирањето во инфраструктурата работиме и на промоција на нашата општина, како што споменавте, имаме неколку фестивали. Фестивалот на Костенот кој ова година ќе биде 19-та година, исто така фестивалот за адреналински спорт Самоков Екстрим кој го промовира поречието во тој дел би била ова пета година и великденските кули. Великденските кули се навистина атрактивна туристичка дестинација. Еве официјално од ова студио ги поканувам сите жители во Република Македонија, па и надвор од неа, на вториот ден на Великден да бидат во општина Македонски Брод, каде што ќе видат една уникатна, атрактивна туристички настан кој се случува единствено во нашата општина во Македонски Брод. Тој настан зборува и за минатото, зборува и за еднината, но и тој настан е и наша сегашност. Сакаме не исто така да го заштитиме, да биде заштитен настан, затоа што навистина привлекува голем број на туристи во тој дел. Во ова година еве официјално сакам да најавам уште еден фестивал. Планираме во Македонски Брод да се возобнови фестивалот на детски песни Распеано Бродче, кој беше изведуван 97 и 98 година, од тука натака се прекина. Сега вложуваме интензивни напори со помош на општина Македонски Брод која застанува за тој фестивал, повторно да се обнови тој фестивал. Имаме уште една идеја која се надеваме за брзо време ќе ја реализираме во текот на оваа година. Можеби во Македонија би била за прв пат. Сакаме да направиме фестивал на документарен филм. Имаме 3 документарни филмови кои се за поречието. Еден токму го снимавте вие, еден од тие документарни филмови. Сакаме во 3 дена да ги прикажуваме тие филмови, да направиме еден фестивал на документарни филмови. Едниот филм е од нашиот, двата други филмови се од нашиот познат уметник Синиша Новески, кој зборува за иселувањето на поречаните во Војводина. Така да би било доста интересно. Се надеваме дека во пролетва или летниот период би се реализирал и тој фестивал на документарен филм. Кога сме кај туризмот, исто така има најава за возобнова на онаа пешачка патека која што оди до една од најатрактивните буквално пештери не само во Македонија, туку можеме слободно да кажеме и во цела Европа, затоа што има најголем отвор, а тоа е пештерата Пешна. Да, сега ние интензивно работиме на обновување и реставрација на пешачката патека, каде што целокупната урбана опрема се реставрира. Исто така, конечно, до сега не беше воопшто, конечно ќе се осветлат тие пешачки патеки, така да ќе можат и туристите и во попладневните часови навечер да шетат и да ја посетуваат пештерата Пешна. Во соработка со средното општинско училиште, односно паралелката за рурален туризам, планираме да имаме и сувенирница
Таа сувенирница ќе зборува за историјата на Пешна и разни мотиви од Пешна, токму туристите ќе може да се запознаат, да ги купат тие производи, а имаме и лиценцирани туристички водичи локални кои можат да ги носат самите туристи до пештарата Пешна. Се надеваме дека пештарата Пешна ќе го добие тоа што навистина го заслужува на туристичката мапа на Република Македонија, па и надвор од неа. Последниот пат кога ја посетивме општина Македонски Брод, имаше две поголеми инвестиција, тоа е изградба на дневен центар за активно старење во Самоков. Морам да потенцирам дека тоа е првиот ваков центар кој што се гради во рурална средина во Македонија, во целата држава, а вториот беше дневен центар за лица, односно за деца со попреченост, со посебни потреби во Македонски Брод. Докаде се тие две големи инвестиции? Во однос на вториот проект кој го споменавте, дневниот центар за лицата со посебни потреби, веќе сме во напредна и завршна фаза, бидејќи зимскиот период не можевме активно да работиме на тој дел. Се надеваме дека во летниот период кога го ставиме целосно во функција тој проект. А во однос на проектот што беше за поддршка, дневен центар за поддршка за активно старење, имавме определени технички проблеми, требаше да направиме промена на оператор, промена на партнер. Таа промена на партнер ја завршивме и се надеваме дека за 2 до 3 недели ќе почне активно да се работи на адаптација на самиот простор и во рок од 6 месеци од денес треба да биде ставен во функција. Очекуваме 6-7 месец да биде целосно воспоставена самата услуга за стари и возрастни лица. Кога сме кај старите возрастните лица, ти имаат доволно своји капацитети, но што станува за младите, односно оние во предшколска возраст и во училиштата? Кои инвестиции ги планирате таму? Па токму така, секако дека треба да дадеме соодветен фокус и на најмладите. Ја би тргнал од младите. Прво, Македонски Брод е една од ретките општини, помали општини, со помал буџет која имат активен младински центар. Што значи тоа дека младинскиот центар активно функционира, не е само ставен на хартија, туку тој младински центар има крајен производ. Младите се собираат и реализираат многу активности во нашата општина и тие се двигатели на многу идеи за многу проекти кои треба да ги реализираме ние. Во однос на училиштата, во средното општинско училиште, како што споменав, имаме туристичка струка. Сакаме во рамките на училиштето да ја воспоставиме таа сувенирница, каде што ќе може да се продаваат тие продукти или производи, најчесто кои ќе ги изработуваат со мотиви од пештарата Пешна или други знаменитости кои ќе ги изработуваат нашите ученици во тој дел. Исто така имаме дуална паралелка за машинска струка, каде што имаме соработка со Сумбро, фабриката во Самоков, односно АТС Груп, каде што нашите ученици обавуваат таму пракса и се подготвуваат за да може да понатака да го продолжат својот работен век во самата фабрика во тој дел. Таа дуална паралелка успешно функционираат, а исто така нашите ученици од туристичката струка во текот на летниот период обавуваат пракса не само во Македонија, туку и надвор од неа, така да сакаме да подготвиме соодветен стручен кадар, затоа што ако го развиваме ние туризмот, руралниот туризам, а мора да го пратиме и со образовниот процес. Мора да за тие туристички капацитети што ќе бидат отворени да имаме и соодветен кадар. Се работи интензивно на тој дел. Сакаме да ги намалиме трошоците во однос на средното општинско училиште за електрична енергија, затоа што покрај грајењето со нафта поставивме и клими во секоја училница за да го пријатно да се чувствуваат учениците. Во рамките на образовниот процес сега имаме проект изработивме проект, сега сакаме да го види светлото на денот за поставување на фотоволтаична централа, а исто така во Домот на културата. Имаме проект за фотоволтаична централа, така да конечно тие огромни сали во Домот на културата за да можат да се решат и посетителите да се чувствуваат природно, пријатно при разни настани, особено кога е топло времето, кога треба клима или обратно кога е ладно, за да има затоплување во тој дел, така да во тие делови интензивно ќе инвестираме за да може да го решиме тој дел. Токму така, иднината на енергијата е се фотоволтаиците, а ние имаме
сонце над 230 дена во текот на годината и жално би било да не го искористуваме, а токму ваквите проекти може да донесат значи и енергетска заштита, но и заштита на самата околина. Еве за крај, една општина не може да функционира без спорт и култура. Исто така два важни фактори. Што планирате на ова поле? Па вака, на тоа поле ние планираме, работиме на неколку активности, како што споминав, тие во дел на земјоделието. Да бидеме факт, да кажеме дека треба ние во Македонски Брод вложуваме во дел на развој на пчеларството и гледаме гранка која може да се развива во тој дел. Значи гранка која навистина може да биде бенефит затоа што има разни шуми, костенови шуми, шуми од даб, бор и слично. И најквалитетниот мед излегува од поречието. Така да сметаме дека гранка каде што би инвестирале како носечка гранка што е во прилеп тутунот, ние сакаме носечка гранка, не сакаме, туку се надеваме дека ќе биде производството на мед во тој дел. Така да вложуваме тука интензивно, активно е Сдруженијето на пчелари во Македонски Брод, ги помагаме. Сакам да споменам уште еден дел кој е битен елемент. Сакаме да изработиме и опитен полигон со помош на Сдруженијето на пчелари, кој полигон, опитен полигон, би се однесувал за младите, особено учениците во средно, во основно училиште, да може да се запознаат со пчеларењето и со производството на мед. И тој ќе ни биде атрактивна туристичка дестинација и за разни гости кои доаѓаат, за да можат тие да во тој полигон да го посетат и нашите искусни пчелари да кажат како се вади или како се произведува мед. Така да тука го гледаме тој дел развојот во земјоделскиот процес. А инаку мора да вложуваме и во, ако е нашата општина зелена општина, со богато шумство, со многу шуми, мораме да вложуваме и во изградба на дополнителни паркови кои ќе бидат атрактивен простор и за помалите и за повозрастните. Гледате на влезот во градот депонијата Алкалуит ја претворивме целосно во парк. Сега во спортивната страна имат уште една депонија за граден жешут која планираме оваа година исто така да биде атрактивно каче за сите категории на граѓани и таа би ја претвориле во соодветен парк со определена урбана опрема. Господин Ристевски, ви благодарам за издвоеното време. Ова беа само дел од проектите кои што се планираат во општина Македонски Брод. Во наредни емисии ќе промовираме можеби и проект по проект, дел по дел од целата програма која што планирате да се реализира во општината и се надеваме дека наскоро ќе бидете повторно гостин во студио. Задоволството беше мое и драго ми е повторно да видам гостин во вашето студио, а исто и вас официјално ве поканувам да бидете гости на територијата на општина Македонски Брод. Драги гледачи, тоа беше интервјуто со Жарко Ристевски, градоначалник на општина Македонски Брод, а со нови информации се гледаме во наредното издание на Инфорегион.